Ваша Екселенциjo, амбасадорке на Швајцарија во нашата земја, госпоѓа Сибил Сутер Тејада, почитуван заменик министар за животна средина и просторно планирање, господин Јани Макардули, Ваше високо преосвештенство, митрополит Брегалнички, почитувани пратеници присутни овде, почитувани градоначалници, почитуван проект менеджер во СЕКО за Северна Македонија, госпоѓа Франсоа Саламе, почитуван градоначалник на општина Кочани, Николчо Илиев, почитувани членови на Советот на општина Кочани, почитувани представници на комуналното јавно предпријатие Водовод, почитувани гости, драги граѓани на општина Кочани. Your Excellency, Ambassador of the Swiss Confederation, Ms. Sibyl Suter Tejada, Distinguished Deputy Minister of Environment and Physical Planning, Mr. Yanni Makraduli, Distinguished Members of Parliament, Distinguished Project Manager at SECO for North Macedonia, Ms. Françoise Salame, Distinguished Mayor of the Municipality of Kočani, Nikolčo Iliev, Distinguished Mayors, Distinguished Members of the Council of the Municipality of Kočani, Distinguished Representative of the Public Enterprise Vodovod, dear guests and citizens of the Municipality of Kočani. Ова не е во преводот. Прекрасна е гледката од небото на овој објект, на фотоволтаиците, на зелените површини. Со здраве да си го користите, заради тоа што е едно трајно богатство и на Кочани и на земјата наша. Денеска имаме чест со овој свечен настан да ја пуштиме во употреба пречистителната станица за отпадни води Кочани, како една од најголемите инвестиции во Кочани во последните 50 години. Оваа пречистителна станица за отпадни води не е само по тоа Таа е најголема донација на Одделот за економска соработка и развој на Швајцарскиот државен секретаријат за економски работи СЕКО во Северна Македонија, вредна 21 милион швајцарски франци. Today, we have the honor to put into use wastewater treatment plant Kočani as one of the biggest investments in Kočani in the last 50 years. This wastewater treatment plant is not only that, but also it is the biggest donation of the Swiss Economic Commission for Economic Cooperation and Development of the Swiss State Secretariat for Economic Affairs, SECO, in North Macedonia, worth 21 million Swiss francs. Во име на овој факт, ја изразувам нашата голема, огромна благодарност до владата на Конфедерацијата Швајцарија, која континуирано и дарежливо учествува во развојот на многу области во нашата земја. Но тоа не е последното нај. Оваа прочистителна станица е една од најголемите во регионот, со капацитет од 65.000 еквивалент жители, со можност за приклучување на соседната општина Виница и на многу околни населени места. За таа цел, од буџетот предвиден за пречистителната станица, беа издвоени 180.000 франци за изработка на физибилити студија, со која се потврдува можноста за техничка изводливост за приклучување на Виница и околните места во овој проект. Having this in mind, I express our great appreciation to the government of the Confederation of Switzerland, which continuously and generously participates in many areas and for many years now in the development of our country. This wastewater treatment plant is one of the largest in the region, with the capacity of 65,000 equivalent inhabitants, with the possibility of joining the neighboring municipality of Vinica, for which from the budget of this municipality were allocated about 180,000 Swiss francs for the wastewater treatment plant for the preparation of the study, which together with the participation of the municipality of Kočani with 300,000 francs and with the participation of 1.8 million Swiss francs in the Ministry of Environment and Physical Planning, is the participation of the citizens of our country in the construction of this facility of a remarkable importance for both municipalities and the region. Ова отиде пред, јас да го кажам. Со претходно издвоените 300.000 франци од буџетот на Кочани и со учество на 1,8 милиони швајцарски франци на Министерството за животна средина и просторно планирање, е формирано учеството на граѓаните на нашата земја во изградбата на овој објект од изворедно значење за двете општини и за целиот регион. Со приклучување на Виница и околните села
во Брегалница до Штип ќе тече чиста вода. Грижата за еколошки одржлив објект доби и своја додадена вредност и со изградената фотоволтаична централа, од каде се очекува минимално годишно производство на електрична енергија од 590.000 киловат-часови, со гарантираниот износ на произведената електрична енергија од фотонапонската електроцентрала ќе се покријат минимум 53,73% од потрошувачката на електричната енергија, со што ќе се направи значително рационализација на трошоците за електрична енергија за потребите на пречистителната станица. By joining Vinica, clean water will flow in Bregalnica to Štip. The care for an ecologically sustainable building has also received its added value with the expected build of photovoltaic power plant from which an annual production of electricity of 590,000 kilowatt-hours. The guaranteed amount of generated electricity from the photovoltaic power plant will cover a minimum of 53.73% of the electricity consumption, which will significantly rationalize the cost of electricity for the needs of the wastewater treatment station. Дополнително, свесни за проблемите што ги имаа жителите за време на градбата на пречистителната станица, градоначалникот на општина Кочани од средства на граѓаните на Кочани успеа да обезбеди дополнително 330.000 швајцарски франци од Швајцарската агенција за развој и соработка за целосна реконструкција на локалниот пат Кочани Мојанци во должина од 3,2 км и за изградба на тротоар како придонес за локалната патна инфраструктура. Владата на Република Северна Македонија директно соработува со општините во изградба и реализација на вакви капитални проекти. Тие се од огромна важност за подобрување на квалитетот на животната средина и со тоа квалитетот на живот на граѓаните. Additionally, having in mind the problems that the inhabitants had during the construction of the wastewater treatment plant, the mayor of the municipality of Kočani managed to provide additional 330,000 Swiss francs from the Swiss Agency for Development and Cooperation for the complete reconstruction of the local road Kočani Mojanci in length of 3.2 kilometers and to build a sidewalk as a contribution to the local road infrastructure. The government of the Republic of North Macedonia directly cooperates with the municipalities in the construction and realization of such capital projects. They are of great importance for improving the quality of the environment and the quality of life of the citizens. Тоа е дел од нашата определба да работиме на проекти што ќе значат примена на модерни технологии во области за третман на отпадните води, зашто граѓаните со право очекуваат од централната и локалната власт да им овозможат чиста и здрава животна околина. Затоа сме горди што ваквите проекти ги ставаме во функција на граѓаните. Нашите цели полесно ги постигнуваме исклучиво низ заемна соработка на институциите и нашите партнери од земјите пријатели како што е Швајцарската конфедерација, заедничкиот ангажман подржан преку помошта од Швајцарскиот државен секретаријат за економски работи СЕКО е од суштинско значење за да ги постигнеме европските стандарди и за побрзо да изградиме Северна Македонија во држава според европски вредности. It is part of our commitment to work on projects that will signify the application of modern technologies in the areas for wastewater treatment, because citizens rightly expect the central and local authorities to provide a clean and healthy living environment. Therefore, we are proud to put such projects into the function for the citizens. We easily achieve our goals exclusively for the mutual cooperation of institutions and our partners from our friendly countries, such as the Swiss Confederation. The common engagement, supported through the help of the Swiss State Secretariat for Economic Affairs, SECO, is essential in order to achieve European standards and to build North Macedonia as soon as possible into a country according to European values. Република Северна Македонија ќе продолжи да учи и применува искуства од европските земји во управување со ваков тип на врвни технологии и ваквите заеднички иницијативи се јасен пример со зошто Европа ја носиме тука, дома, низ убавите градови на нашата земја. Успешното и брзо заокружување на овој проект покажува дека Северна Македонија го фати европскиот чекор.
Republic of North Macedonia will continue to learn and apply experiences from European countries in managing this type of extraordinary technologies. And such common initiatives are a clear example of why we are bringing Europe here, at home, through the beautiful cities of our country. The successful and fast completion of this project shows that North Macedonia follows the European step. Благодарам, граѓани на Кочани и Виница, на Кочанско-Виничкиот регион целосно. Ви посакувам со здравје да ја користите оваа прочистителна станица.